Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Like the warm sun against my skin, I wanna get carried away. Дали знаеме дека постои завет помеѓу нас и нашиот небесен татко? Која е причината за неговото постоење? Што добиваме од заветот? Ние треба да знаеме што ни говори небесниот татко. Кога, во кои случаеви се повикуваме на заветот? Очигледно е дека во животот не можеме да направиме се сами. Треба да побараме помош од нашиот родител. Небесниот татко преку крвта на Исус Христос направи завет со нас, со кој сме осигурани, сигурни, заштитени. Се што ќе ни биде потребно во животот, било тоа да е здравје, финанси, просперитет и слично, ќе го добиеме надприродно преку заветот. Ѓаволот сака да не заслепи, за да не ја видиме и чуеме вистината. Да не знаеме за решението кое доаѓа преку заветот што го имаме со Господ Бог. Милоста на Бог е толкава голема што ќе ни подари нешта што не сме ги заслужиле, што не сме ги заработиле. Зошто би го сторил тоа? Затоа што тоа што ќе го рече, тој го исполнува. А ние треба да знаеме што стои во заветот што ни го има дадено. Како што пишува, затоа е Он, Исус Христос, посредник на новиот завет, та по неговата смрт, што стана за откуп на престапите од времето на првиот завет, призваните да го добијат ветеното вечно наследство. Што значи? Посредникот е всушност оној кој што го обезбеди заветот, а тој е Исус Христос, кој не ослободи од старото и посредува за нашето вечно наследство. Кој има право на наследство? Оној кој е во роднинска врска со оној што го наследува наследството. Како апостол Павле, што говори дека сме сонаследници, а сонаследници значи дека се што добива и наследува Исус, наследуваме и ние. А што се вклучува во вечното наследство? Како што говори Исус дека ни подготвува место, бидејќи кај небесниот татко има многу места. При што доаѓаме до заклучок дека го наследуваме Царството небесно. А како би го добиле Царството небесно тука на земјата? За тоа ни е потребен адвокат, Исус Христос. А судијата е неговиот татко, Господ Бог. Исус Христос не подготвува за да ги примеме ветувањата, вечното наследство од небесниот татко. Ние преку нашиот дух веќе сме во вечноста. Што треба да направиме? Треба да решиме дека ништо нема да направиме без консултација, одобрување и без Исус Христос. Каде што оди тој, одиме и ние. Затоа, Исус Христос на секој од нас, исто како на апостолите, ни вели: следиме. Дали сме подготвени да го препуштиме нашиот живот во негови раце? Ќе му веруваме ли? Затоа и ни вели: одмаздата е моја. Ние треба да седнеме со личноста која го направи заветот за нас возможен, односно со Исус Христос, и да ги чуеме неговите инструкции за тоа како да дојдеме до нашето вечно наследство. Во второто послание до Коринтијаните пишува: Он ни дал способност да бидеме слуги на новиот завет, не на буквата, туку на духот, зашто буквата убива, а духот оживотворува. Овој стих ни укажува дека треба да се потпреме на Светиот Дух и тој да не води. Новиот завет е преку крвта, како што изговори Исус во Евангелие според Лука. Оваа чаша е новиот завет со мојата крв, која се пролива за вас. Затоа,
Кога ја поставуваме крвта на Исус Христос, велиме дека сме под заветот на Исус Христос. Да се повикаме на заветот, да знаеме кои сме и кое е нашето наследство. Who is this man? Strong and mighty. Who is this man? Dressed for battle, clothed in glory. Who is this man? Coming riding on a white horse. Who is this man? Who came and set me free? Oh, his name is Jesus, Emmanuel, everlasting one, the righteous Son. His name is Jesus. Oh, righteous ruler, everlasting one, from age to age you stand, forever you reign. Forever you reign. And who is this man? Strong and mighty. And who is this man? Victorious one. And who is this man? Clothed in glory. Who is this man who came to save me? Oh, who is this man? Strong and mighty. And who is this man? Victorious one. And who is this man? Clothed in glory. Who is this man who came to save me? Oh, his name is Jesus. It's the greatest name, the greatest name. He's our soon and coming King. Oh, we wait for you. We will wait for you. Soon and coming King. Во послание до евреите 9 и 10 глава е напишано: Така, и во првиот завет имаше уредби за богослужение и земно светилиште. Зашто скинијата беше направена вака? Во првиот дел се наоѓаа светилникот, трапезата и изложените лебови. Тој дел е наречен свето место, а зад втората завес од скинијата беше делот наречен светиња на светињите. Во неја се наоѓаше златната кадилница и од сите страни опковани со злато ковчегот на заветот, во кој стоја златниот сад со мана и расцутениот жезол на Арон, како и плочките на заветот, а над него хирувими на славата, што го осенуваа чистелиштето. За ова сега нема потреба да се зборува поопширно. При ваков распоред во првиот дел од скинијата секогаш влегуваа свештениците и извршуваа служба Божја, а во вториот дел влегуваше поеднаш во годината првосвештеникот, и тоа не без крв, што ја принесуваше како жртва за себе и за гревовите на народот, направени поради незнаење. Преку ова Светиот Дух покажуваше дека се уште не е отворен патот за светилиштето се додека стои првата скинија, кој е символ на сегашното време во кое се принесуваат дарови и жртви, кои не можат да го направат совршен по совеста оној што служи.
туку се состојат само од јадење и пиење и разни миења и телесни обреди, установени до времето кога сето ова се исправи. Но Христос, кога стана правосвещеник на идните добра, со поголемо и со посовршено светилиште, не ракотворено, односно не онакво како што се прави на земјата, ниту со крв козија и телешка, туку со својата крв влезе во светилиштето еднаш за секогаш и изврши вечен откуп. Зашто ако крвта на јунче јарец и пепелта од јуница преку попрскување ги осветува осквернатите за очистување на телото, тогаш колку ли повеќе крвта на Христос, кој преку Светиот Дух се принесе себе на Бога непорочен, ќе очисти совеста наша од мртви дела за да му служиме за живиот Бог. Затоа, е тој посредник на новиот завет, да по неговата смрт, што стана за откуп на престапите од времето на првиот завет, призваните да го добијат ветеното вечно наследство. Зашто, каде што има завет, таму е неопходно да следува смртта на заветувачот, бидејќи заветот добива сила само по смртта. Тој нема никаква сила додека заветувачот е жив. Поради тоа ни првиот завет не беше утврден без крв, зашто Мојсей, откако ги прочита сите заповеди од законот пред сиот народ, зеде крв телешка и јарешка со вода и со црвена волна и со исоп ја пороси како самата книга, така и сиот народ, велејки: ова е крвта на заветот што ви го одреди Бог. Исто така, со крв ги попрска и светилиштето и сите садови за служење на Бога. И речиси се според законот со крв се очистуваше, и без пролевање крв нема проштевање. И така, обрезите небесни требаше да се очистат на таков начин, а самото небесно со подобри жртви од овие. Затоа, Христос не влезе во ракотворено светилиште кое е само образец на вистинското, туку во самото небо, за да се јави сега пред лицето на Бога за нас, и не да се принесува себе како жртва повеќе пати, како што првосвещеникот влегува во светилиштето секоја година со туѓа крв. Инаку тој би требало многу пати да пострада од созданието на светот. А сега, еднаш за секогаш до крајот на вековите, се јави за да го однесе гревот, откако се принесе сам себе како жртва. И како што им е на луѓето определено да умрат еднаш, а потоа суд, така и Христос, откако еднаш се принесе самиот себе како жртва за да ги однесе гревовите на мнозина, втор пат ќе им се јави не веќе како жртва за грев на оние што го очекуваат, туку за нивно спасение. Бидејќи законот ја има само сенката на идните добра, а не суштината на работите, никогаш не може со оние исти жртви, што се принесуваат секоја година, да ги усоврши оние кои пристапуваат. Инаку би престанале да се принесуваат, бидејќи оние што служат еднаш очистени не ќе имаат веќе никаква свест за гревовите. Но преку жртвите секоја година се потсетуваат на гревовите, бидејќи не е можно телешката и јарешката крв да ги однесе гревовите, и поради тоа, влегувајќи во светот, вели: жртви и дарови ти не посака, а тело ми приготви. Сепаленици за гревот не ти се угодни. Тогаш реков: ете идам, напишано е за мене во книгата да ја извршам, Боже, волјата Твоја. Кога погоре рече жртви и дарови и сепаленици за гревот, што се принескуваат според законот, ти не посака и не ти се угодни, а потоа рече: ете идам, Боже, да ја извршам волјата Твоја, со тоа тој го укинува првото за да го воспостави второто. Според таа волја сме осветени со приносот на телото на Исус Христос, еднаш за секогаш. И секој свештеник стои секој ден, служејќи, принесувајќи многу пати едни и исти жртви, кои никогаш не можат да ги отстранат гревовите. А тој, принесувајќи само една жртва за гревовите, за секогаш седна оддесно на Бога. И од тогаш чека понатаму додека непријателите негови не бидат положени како подножје за нозете негови. Зашто преку едно принесување тој осветените ги направи за секогаш совршени. И Светиот Дух ни посведочи, зашто откако порано рече: ова е заветот што ќе им го дадам на оние дни, вели Господ.
Ќе ги вградам законите своји во срцата нивни и во мислите нивни ќе ги напишам. Тој додава: и за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да си спомнувам. А каде што има проштевање за нив, таму веќе нема приноси за грев. И така, браќа, кога имаме слобода да влегуваме во светилиштето преку крвта на Исус Христос по нов и жив пат, што тој ни го отвори низ завесата, односно преку своето тело. Имаме врховен свештеник на Домот Божиј. Затоа да пристапиме со искрено срце, во полна вера, откако ќе ги очистиме срцата од зла совест, со побрскување и откако ќе го измиеме телото со чиста вода. И да го држиме исповеданието на надежта цврсто, зашто е верен оној кој се заветувал. И да бидеме внимателни еден кон друг, за да се поттикнуваме кон љубов и добри дела. Не ја застанувајќи од собранијата како што некои имат обичај, туку да се поучуваме еден друг и тоа во толку повеќе доколку гледате дека се приближува студниот ден. Зашто ако откако ја познавме вистината своеволно продолжуваме да грешиме, тогаш нема веќе жртва за гревови, туку страшно очекување на суд, јаростен оган што ќе ги проголта противниците. Ако оној што го прекршил Мојсевиот закон пред двајца или тројца сведоци безмилосно се казнува со смрт, тогаш колку ли потешка казна мислите ќе заслужи оној што го погазил Синот Божји и ја осквернил крвта на заветот, преку кој е осветен и го похолил духот на благодатта. Зашто ние го знаеме оној што рекол: одмаздата е моја, јас ќе платам, вели Господ. И пак, Господ ќе му суди на својот народ. Страшно е да се падне во рацете на живиот Бог. Подсетувајте се на вашите поранешни денови кога, откако се просветивте, поднесовте голема борба во страдањата. Било затоа што бевте изложени на срам и маки, било затоа што станавте соучесници на оние кои исто така страдаа. Затоа и на оковите мои се сожаливте и со радост дозволивте вашиот имот да се разграби, знаејќи дека на небесата имате подобар и траен имот. И така, не напуштајте ја вашата слобода, таа ви носи голема награда. Најнапред ви е потребно трпение, па откако ќе исполните волјата Божија да го добиете ветеното. Зашто уште малку, сосем малку, и оној што иде ќе дојде и нема да затоцни. А праведниот преку верата ќе биде жив. Јас не се радувам за ниеден кој отстапува. Ние пак не сме од оние што отстапуваат и гинат, туку од оние кои веруваат и се спасуваат. You are everything to me. You're the joy set before me. You are everything to me, and I haven't missed it. Just watch and see. Елиезер,